deca lula, a našite tatkovci tamburi što svireja, voću dok ih gleda i tuku prašuva. Hej, pusti naši vremija, pusti naši meranci, ljubov li je ova ili Panađur, ljubov li je ova ili Panađur, ljubov li je ova ili Panađur, to naše ljubov ova Panađur, ljubov li je ova ili Panađur, ljubov li je ova ili Panađur, ljubov li je ova ili Panađur, to naše ljubov, to naše ljubov, to naše ljubov ova Panađur. Bože, koliko zaljuben, zaljuben sam, preganjam se ovoj život, s oneke najdem drug. Preganjam ovoj život, s oneke najdem drug. Neiziri pregrati, nežno mi šepoti, zlatni nekoj skazni, skazni nepotorljivi, zlatni nekoj svoj skazni, skazni nepotorljivi. Na nebo su zvezdi, izgorete me, vetroj raznesete me, reka zlatna beskrajna, gradive mi teče. Zvezdi, izgorete me, vetroj raznesete me, reka zlatna beskrajna, gradive mi teče. Zaljuben, zaljuben zanesem, begamo ovoj život, s oneke najdem drug. Begamo ovoj život, s oneke najdem drug. Ponezini pregrati, nežno mi šepoti, zlatni nekoj svoj skazni, skazni nepotorljivi, zlatni nekoj svoj skazni, skazni nepotorljivi. Koga odam kajne, angeli me nosa, koga ležam sonea, jasna nebo su. Zvezdi, izgorete me, vetroj raznesete me, reka zlatna beskrajna, gradive mi teče. Zvezdi, izgorete me, vetroj raznesete me, reka zlatna beskrajna, gradive
Благодам кај ме, ангели ме носат. Кога лежам солнце и јас на небо сум, звезди изгорете ме, ветрој разнесете ме, река златна безкрајна, градиве ми тече. Звезди изгорете ме, ветрој разнесете ме, река златна безкрајна, градиве ми тече. Благодарам. Добар ден на сите. Ви благодарам за присуството. Јас како битолчанка и Мери се разбира. Прво ќе ве поздравам и ќе ви кажам да ви посакам убав престој, нели убаво да си поминиме сите заедно. Еве сега ќе прочита една песна Мери и потоа ќе го повикаме председателот на Пауна 2019 Митре Манговски Радождански. Добре ни дојдовте, драги пријатели, драги гости, драги поети. Денешната манифестација на Пауна, од која ќе произлезат многу убави песни во наредната книга, насловена како Поетите пеат, треба да ја започнеме. Ќе ја започнеме со една песна. Македонец да си. Мислев, ќе поминам преку се. Мислев убавини, ќе гледаат моиве очи две. Мислев дома се е лесно, не знаев дека ќе бидам во тесно. Народот ми се преселил, кој останал, надве ми се поделил. Некој кон бугарски пасош шита, подобро му било ни свето да скита. И ова е едно наше време, товарено со тешко бреме. Во историјата ќе се запише, нека остави траг, нека се напише. А со бугарски пасош македонец не бидува, никој да објаснува, нека не се обидува. Само со својот пасош кај да си, вистински македонец си. Во ова време тешко оди искушение, сите нас не води. Тоа многу енергија црпи, но христијански е, верувајте, да се истрпи. Благодарам. Го повикувам Митре да го заземе микрофонот. Добар ден и од мене, почитувани присутни, почитувани гости, едно големо добре дојде, срдечен прием во името на Пауна 2019, Сдруженијето за поезија, музика и цветна порака на мирот, кое што морам да напоменам и во оваа прилика, како основоположници на Сдруженијето се нашата музичка, македонска и интернационална легенда господинот Драган Мјалковски. Ве молиме френетичен аплауз. Марија Симона Ѓорџа, сестрата на нашата пријателка Вера Благоевич, исто така, и амбасадорот на цвеќето на мирот, кој што, за жал, од оправдани причини не е тука, господинот Живко Поповски Цветин. Сакам на почетокот да изразам едно голема благодарност за сите кои што на некој начин ни помагаат несебично за одвивање на ваквите манифестации, на кои што ја величиме поезијата, музиката, културата во Македонија, која што насушно ни е потребна во вакви времиња, и то како да оставиме нешто позади нас и нашите поколенија.
Едно големо благодарам до Скопска пивара, до Ладна, хотел Ел Греко Битола, незината екселенција Билјана Дамјановска Јанеска, која што е представник на како почесен конзул во Македонија од Босна и Херцеговина и секако на прекрасните домаќини во прекрасниот хотел Премиум. Нема да должам многу, само сакам кратко да ви кажам. Многу ми е драго и се радувам како председател на ова здружение, така ми припадна чест да бидам и да ја носам таа одговорност. Се трудам најдобро што можам да го дадам од себе си во промовирањето пред се на македонската поезија, бидејќи припажам на таа каста во поезијата, но секако респектирајќи ги подеднакво и другите уметности како и музиката, сликарството и се она што не идентификува како македонска култура и не прави достојни за почит и кај нас во Македонија, а и надвор во рамките на Балканот, Европа и понатаму. Чест и задоволство е да се биде со вакво прекрасно друштво, сите споделуваме заеднички вредности и нема да должам во кратки црти, сакам да ви посакам најдобро расположение, бидејќи знам дека сте сите позитивни, ја чувствувам вашата позитивна енергија, вашата аура зрачи овдека, посакувам добро дружење, посакувам што повеќе вакви дружби и да останеме секогаш сплотени во интерес на сите нас, во интерес на културата, во интерес на уметноста. Само ќе кажам на кратко дека со оглед на предиспозициите кои што и на преку социјалните мрежи имаше објавено почитуваната Вера Благоевиќ Самарјанин, сите присутни што се овде, што има своја творба доставено, ќе излезе во најновата книга Пауна 2019 трет дел, која што ќе биде за некаде од прилика, предпоставуваме до месец дена, до ноември, крајот на ноември дека ќе излезе од печат и ќе ви биде доставена на сите учесници бесплатно. Ова е една од поредките, да речем, манифестации каде што навистина не се бара присуство во котизација на самите автори во одредени парични средства. Затоа еден голем аплауз за Вера Самарјанин, ве молам. Уште еднаш најтопло ви се заблагодарувам за вашето присуство и овие проекти сакам да напоменам дека на вистина се плод и успех на сите вас. Иначе ако не сте вие, тогаш не би биле ни ние тука сите како организатори и така натаму. Благодарам за вашето присуство, за вашето одвоено време и секогаш за убаво да се гледаме на вакви убави настани. Уживајте во прекрасната музика на нашата легендарна музичка звезда Драган Мијалковски, кој што секогаш знае на најубав начин да не расположи. Пријатно расположение на сите. Се извинувам, заборавив. Некојаш во животот се случуваат и некои работи непосакувани. Еве така имавме еден настан, сега за кратко ме запозна мојата драга пријателка Вера, каде што во село Српци, ако не се лажам, така? Село Долно Српци имало некој несакан настан каде што библиотеката, да речам, се случило пожар и голем дел од библиотечниот фонд е оштетен. Еден мој личен апел до сите творци, сите што имаме книги да донираме, бидејќи на тие ученици таму сигурно им е потребна таква литература, да го збогатиме библиотечниот фонд на ово училиште и затоа од името на Пауна 2019 ја повикувам представничката на ово училиште, нека ми прости, не го знам името, повелете молам да и подариме символично неколку примероци од библиотечниот, од фондот што го имаме од Пауна 2019. А секако во иднина следува уште и ве поканувам сите помасовно учествуваме да го збогатиме библиотечниот фонд на самата библиотека и училиште. Ви благодарам на сите. Ова донација пристигна навистина како големо изненадување. Јас како библиотекар во тоа училиште упатив апел на Facebook, барав различни групи, како може да го збогатам библиотечниот фонд. Ете, господјата Вера Самарјанин ја видела мојата порака и молба за збогатување со различен жанр на книги. Ме контактираше, стапивме во контакт, ме покани да дојдам денес и со моето присуство тука и со нејзина заложба да го збогатиме библиотечниот фонд. Се надевам дека соработката ќе продолжи понатаму и дека и други организации активно
ќе се вклучат, затоа што денес е многу ретко да се сретнат млади деца, посебно тинеџери, кои што читат. Обично се сите на интернет, се што е повеќе од 2-3 реченици е тешко за читање. Се обидуваме уште од најмала возраст да им всадиме љубовта кон читањето и навистина имаме една група на дечиња кои што ужива во читање на книги и се надевам дека ќе уживат и во ова. Ви благодарам. Со оглед дека е тешко, јас ќе го донесам до местото каде што сте вие сместени. Еве јас само да кажам дека мојата мајка беше учителка и беше едно време учителка баш во училиштето во Долно Српци, во тоа училиште. Од мене исто така. Добар ден. За среќа се уште убави денови. Есен ва ни дарува. Затоа што и Господ ни дарува. Ајде да видиме кој е најхрабриот, кој е најхрабрата. На она моја покана на следната средба да чуеме стихови, да чуеме зборови, да чуеме песна напишана по метрика на познати напеви. Воопшто напеви од забавна, од народна музика, од детска и така. Кој каква идеја имал, може да каже на која песна му е идејата, односно новиот текст да го чуеме. Тоа е од моја страна сугестија за една поетска игра со метрика, со слогови, со се останато, со рима, уметничкиот дострел и така натаму, човек да се снајде во оваа наша естрадна, да ја речем, бранша, бидејќи тоа ние најчесто го работиме. Еве имаме најхрабриот доаѓа од Охрид. А така и треба, па сега не беа случајно таму и Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и сите понатаму. Ви благодарам, Митко Колушевски. Се бавам поќе со музика отколку со поезија и со кан авторство. За оваа пригода искомпонирав една песна во 7/8 такт, наш македонски, со мотиви од езерото наше. Песната се вика Катрина. И сега јас би сакал вие да ми помогнете малце. Јас ритамот ќе го Имам срце, златно кајче весла сребрени. Имам срце, златно кајче весла сребрени, душо весла сребрени. Катино, дојди во него, златно кајче срцево мое, лично кате само твое. Имам душа, сарај, куќа, дворје мермерни. Имам душа, сарај, куќа, дворје мермерни, пиле, дворје мермерни. Катино, дојди во неа, сарај, куќа, душава моја, лично кате само твоја е. Имам една сладка рана, љубов голема. Имам една
Slatka rana, ljubov golema, dušo ljubov golema. Katino, dojdi lečija, ta rana, ljubov ta moja, lično kate samo tvoja je. Katino, dojdi lečija, ta rana, ljubov ta moja, lično kate samo tvoja je. Vi blagodaram i za podrškата. Во некое догледно време ќе ја слушаме снимена. Сега ќе испеам една песна, знаете дека пишам и текст и музика и имам снимано своји песни, не знам кој ме слушал. Ќе испеам Бели рози. Та интонацијава не знам како ќе ја погодам, тактот не знам како пеам, така. Аранжирот. Црни коси не ми закити, со бели нежни цветови. Бели рози не ми донесе, ни пред олтар не ме однесе, ни пред Бога не се заколна, ни пред Бога, ни пред никој жив, што сум сама ко осудена, само ти се крив. Бели рози награди стави ми, кога душа од живот ќе се раздели. Бели рози и жолта свеќа запали, на оној ден, на мојот суден ден. Бели рози како аманет. Е толку. Благодарам. Јас сум си своја, си правам по моја. Имам ја и снимки. Понатаму повелете. Може. Оној што нема, да речеме, мелодија или не ја пее, може и да изрецитира сега, да не остане покусен. Јас нема ни да пеам, ни да рецитирам, само ке упатам едно добре дојде на сите, иако не сум домакин на овај настан, се воодушевувам од госпоги, од дами како Вера, која што не сплотува, која што не собира, бидејќи сите ние овде присутни, тие сите што се занимаваат со пишување, дури ако не се занимаваат, ако го сакат пишуваниот збор, посакувам, апелирам и очекувам една сплотеност, бидејќи сите сме ние колективитет. Апропо апелот на господјата од село Долносрпци, јас како председател на фондација Такец, сврсто давам ветување кој што ќе го исполнам во текот мината недела. Од мојата домашна библиотека ќе однесам 200 книги од различни автори. Ќе се трудам да бидат воглавно на македонски јазик. Неодамна направив донација од 100 книги во село Трново Битолско, кое што е многу скромно училиште со големи потреби, а мали финансии.
се вративме неодамна од Белград. Сликата што ја понесовме од таму говори дека изгледа ние македонците меѓу нас тука малку се сакаме, а не сме свесни колку надвор не почитуваат, колку надвор не сакаат, како бевме пречекани, како бевме испратени, во име на тоа дека треба да се сакаме сите, вклучително со сите братски народи и со сите народи што живеат подалеку од Македонија, наздравувам, бидете ми здрави и живи, сакајте го македонскиот пишан збор. Бидејќи во Белград успеавме да слушнеме нешто што сите не расплака. Стана председателот на Светската асоциација на роми, кој што рече, ние била, ние и никад нече бити северна. Ние ни република, тоа е само Македонија. Јас се струполив, бидејќи бев дел од конференцијето, јас почнав да плачам, почнав да плачи Наде, Андриета, сите скандираа Македонија. Хрвати, луѓе од Ирак, луѓе од Пакистан, кои што не го знаат македонскиот јазик, се почувствував толку горда македонка. Имам дете на 33 години, ми е бејќар. Ако свадба правеше, не верувам дека толку ќе се израдував, како што во тој миг, кога сите викаа Македонија, плачеа сите во салата. Не сте свесни што сме ние за светот. Ве молам да се сакаме, да ја заборавиме злобата, пакоста, љубомората. Денес ќе добие Вера награда, утре ќе добијам јас, ќе добие Митре, било кој. На крај краева да се сите ослониме, да се потприме на изреката на Живко Чинго, кој што рекол вака: твое е само она што ќе го дадеш. Јас дадов преку 1200 награди во изминатите 6 години. Не добив ни една награда до моментот кога ми се јави Виолета Сековска и ми рече: имаш награда кај Милица Паулус. Во 7-8 години мое исцрпувачко создавање, јас прв пат добив награда од Милица Паулус. Никогаш не реков доби некој друг, јас не. Меѓутоа, Бог гледа, ги погледна моите очи. Јас се вратив од Белград со награда за животно дело подпишана од председателот Вучич. За сите наши македонски награди стои владата на Република Србија, која што не сака, не само како влада, како народ. Не сме свесни колку не сакаат луѓе. Ве молам, братски, да се љубиме, да се сакаме, да се почитуваме, се што е злобно, се што е лошо, се што е антагонизам меѓу нас, да го згазниме, да не дозволиме. Силата е во колективитетот. Живели сите. Извини, Верче. Извинете. Се извинувам, еве ме подсети сега Виолета, на сите медаљи што ги добивме од Република Србија пишува името на Виолета Сековска и пишува Македонија. Ништо друго, без додавки. Фала ви на сите. Еве рече Гордана дека јас денес добив овај награда, јас на вистина добив награда денес. Награда сте вие сите за мене. А иначе, бескрајно ја сакам музиката, дури Ели, сопругата на Драган Мјалковски, ќе потврди дека јас во архивата имам повеќе песни од Драган Мјалковски него што тие дома ги имат. Тоа е познато и сета музика ја слушам многу. Сега ќе запеам, јас не знам да пеам, а секогаш ми беше голема желба да пеам, ама ете простете како ќе звучи така. Вчера сакав да ти кажам колку љубам и не лажам, да ти речам 2-3 збора, па да ечи до гора. Да ти речам 2-3 збора, па да ечи до гора. Вчера сакав да те видам, покрај тебе јас да бидам, да се скријам в твоето крило, да ти шепнам најмило.
да се скријам в твоето крило, да ти шепнам најмило. Благодарам. Може така? Ајде. Така. Да, инспирација. Јас не знам да пеам, уствари знам да пеам, ама не знам ова да искомпонирам. Па му оставам на музичариве некој кој што е надарен за тоа, нека ја искомпонира за убавите цицки на жените, па нека ја направи. Дозволено ли е така? Вино место твоите погледи. Јас не знам колку се убави твоите погледи, за очите сечи, само знам за моите си опој. Јас не знам колку убаво ти стојат твоите гради, за нечии очи, само знам дека поубави ни на сон не сум видел. Во мигот на душевните повици, постојано налевам ока вино, за да го испијам место твоите погледи, што ме повикуваат да ги разбудам мераците пусти и ме канат да заиграм во љубовното оро. А кога ќе ги видам, кога ќе го видам танцот на твоите гради, како го играат ритуалот на младоста, додека поттрчуваш кон ескротена срна, ми доаѓа цела бочва вино да испијам. Ете тогаш на душата абери праќам да те гледам со милни очи, се додека го сакам сонцето, се додека стенкаат љубовните крици по разулабената младост и ме тераат да го владам дури и во постела твоето име. Благодарам. Добар ден на сите. Лиљана Тричковиќ од Куманово. Ама страх ми е многу, ама не дојде дури од Куманово да не испеам нешто. Значи, никогаш не сум компонирала, нити сум пишувала текстови за вакво нешто, за вакви манифестации, за пење. Сега се потруди, па сега шо биде, нека биде. Така. Вака, прво напишав еден припев, вака оди. Лелама имам трема. Пеј, љубов, пеј за спомени, пеј за наши смишта недосонени. Јас се уште сон си сонувам за денови недоденени. Јас се уште сон си сонувам за денови недоденети. Пеј, љубов, пеј за години, во љубов, душо моја, поминати.
Jaz se ušte son si sonuvam za denovi ne dodeneti. Daj da 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 na 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 da na 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 da na 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 da na 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 da na 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 pej ljubov, pej za sakanje, pej ljubov moja, nema vraćanje. Jaz se ušte son si sonuvam za denovi ne dodeneti. Odlično беше Куманово, нема проблем за Куманово. Значи, 3 невесте тикве брале, сите ја знаеме. Не е само таа, нели? Не се тие само хумористичните песни. Куманово има големо музичко богатство. Добар ви ден, среќна сум што сум со сите вас денеска. Мој длабок наклон, драги поети. Ние ќе отпееме една група наша, сладка од комбето, али покасно. А сега само ќе ви изрецитираме на песна моја. Ви благодарам. Може ли сонцето да светли без тебе? Река да шумоли без мене? Цврцорење на птици, низ зехото да слушнеш? Сништав сон, далги да свијат. Кога ме нема, да ме милуваш? Звезден сјај, внокен трепет, Еделвајз да збери, светлост да огреи, недопеана песна, нотна рима, ветровина да облее, прошепоти ми, може ли, можеш ли? Лидија Лучко Јеремич, Скопје. Благодарам.